Microsoft ја потврди потребата од TPM 2.0 за користење на Windows 11 и објаснува како да се вклучи овој модул. Иако Microsoft уште од самиот почеток ја истакна потребата од TPM 2.0 модулот, за да може да се користи Windows 11, тоа сепак не беше доволно јасно и прецизно објаснето. Па кај корисниците остана исчекувањето за дефинитивна одлука од компанијата дали нивниот постар компјутер ќе може да биде надграден на новиот систем. За да нема забуни, Microsoft потврди дека TPM 2.0 модулот дефинитивно останува услов за корисниците да можат да инсталираат и користат Windows 11. Од компанијата истакнува дека овој модул доаѓа со матичните плочи, а во одредени случаи и со самите процесори, кај компјутерите купени барем во изминатите 5 години. Исто така, од компанијата ја истакнуваат и важноста на модулот за безбедноста на уредот, како што е заштитата на самиот идентитет со Windows Hello, шифрирање на податоците со BitLocker и слично. Сепак, не сите компјутери кои имаат TPM 2.0 модул, истиот им е вклучен, па Microsoft објави посебен дел со совет како корисниците да проверат дали имаат и дали е вклучен тој модул, а исто така како да го вклучат истиот доколку не е вклучен. Проверката за модулот наедноставно може да се направи со вклучување на Windows Security апликацијата која, ако не сте ја користеле досега, можете да ја најдете преку Settings, Update and Security и Windows Security. Во овој дел на левата страна достапен е делот Device Security, каде што стои статусот на Security процесор. Доколку вашиот TPM 2.0 модул е активен, во овој дел ќе може да се види истото, а во овој дел ја има и верзијата на модулот. Односно, може да се види дали Specification Version е 2.0. Во случај да не е активен модулот, а се работи за не толку стар компјутер, со што треба да го има, истиот се активира преку BIOS-от. Овој дел се препорачува да го направи некој кој што знае што прави, поради ризико да се направи поголем проблем. Инаку, истиот овој начин како да го тоа направите е прикажан и на самата страна на Microsoft. И другари, тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви беше оваа тема поучна. За сите љубители на Windows 11 кои сакаат да го инсталираат овој оперативен систем, секако ќе биде овој текст корисен, а ние се гледаме повторно наскоро со ново видео многу брзо. До тогаш, поздрав до сите, чувајте се, биете ми живи и здрави, ве сакам сите, peace of, чаос.